После нас ви благодарам. Благодарам, господин Георгиев. Гордан има спор по улица. Почитувам председателя, почитувани колеги, во мојата дискусија сакам да се осврнам на неколку работи кои што се поврзани директно и имплицитно со овој осакатен кредит од Deutsche Bank, планиран на 250 милиони, а осакатен на 75 милиони евра од страна владата на Република Македонија. И при тоа сакам да извадам на површина три тези. Првата теза, почитувани колеги, е дека со ваквиот заем и со сите перипетии кои што беа на релација МВФ влада и кои што излегува во последни недели во јавноста, а ќе излегуваат, верувате, се повеќе, дефинитивно нашата влада го изгуби целиот кредибилитет во планирање, во економско планирање, економско предвидување и она што значи давање јасен сигнал до инвеститорите, до домашното стопанство, до граѓаните, до домаќинствата. Втората работа е со овој кредит осакатен на 75 милиони евра и со завршувањето на обврските кон ММФ, нашата влада прати сигнал до странскиот фактор, до ММФ, дека парите пред избори ги списка, парите од ММФ буквално ги списка пред избори за партиско, промотивни и лукративни цели, само во функција за добивање на избори. Ке согласиме, почитувани колеги, дека главната поента е што претходниот аранжман со ММФ од 440 милиони евра беше одобрен да служи на земја како гаранција поевтино да може да повлече пари во ситуација на сериозни екстерни шокови. Од сериозна криза во еврозоната до, не дај Боже, земјотрес или некаква потреба за да може да искористи владата ефтини пари. При тоа, се прашуваме сите и ние го кажуваме тоа како претенци, зашто е неоправдано да се задолжи државата кај Deutsche Bank, кај комерцијална банка. Ке беше оправдано, почитувани колеги, и можеби ние ќе го поддржаме тоа како претенци во опозицијата, доколку со гаранција ММФ добиеше поевтина камата во милни води и со тоа да обезбеди владата 175 милиони евра за отплата на еврообврзницата која што ни доспева 2013 година. Сето она што го зборуваше СДСМ во изминативе 4, 5, 6 години, дека еден ден овие непродуктивни задолжувања на владата ќе се удрат од грбот на граѓаните и оваа држава ќе се отвори огромна дупка заради тоа, ќе излезат на видење 2013 година ќе доспее еврообврзницата. Што направи владата? Премиерот Груевски, заедно с Таврески, зема ефтини пари од ММФ која на Македонија реално не ги треба. И треба на партијата ВМРО ДПМН пред избори да може да ги покрие дупките и лажните ветувања што ги ветуваше последните 6 години. Сега кои требаат на државата која е криза, секаде како што вие викате, почитувани колеги, кои требаат ефтини пари и доаѓаат скапи пари, и тоа не во онаа сума која што ќе биде доволна за Република Македонија да може да ги покрие сите долгови и да може да живееме релативно нормално во оваа држава. Во последниот извештај на ММФ, излезен пред 2 недели, многу јасно излегува провидната игра, калкулантска и коцкарска на министерот Ставевски, околу тоа зошто се земени парите од ММФ и зошто сега нашата влада своеволно се откажува тие пари. Еве што стои во извештајот на ММФ. Официјален извештај е го на англиски. Владата треба да ги објави сумите на долгови кон сите субјекти да се обврзи дека ќе ги намали со текот на времето. Практиката на репрограмирање на долговите кон приватниот сектор мора да престане, затоа што фирмите снабдувачи може да почувствуваат дека имаат мал избор ако сакаат понатамошен пристап до владните тендери. Двете главни тези што во континуитет ги кажува СДСМ. Кажете го колку е јавниот долг, да видите колку должи владата на приватните фирми и немојте да ги репрограмирате долговите. Само ги оценувате, само ги ставате во уште потешка позиција приватните стопанственици. Понатаму од извештајот, во април годинава владата објави дека постигнала договор со заем од странска банка, со што ќе се обезбедат фискалните потреби за 2012 и 2013. Сеќавате, тоа беше за 250 милиони кредит од Deutsche Bank.
И затоа нема да има потреба да повлече средства од аранжманот со МВФ. Властите информира мисијата дека нема да одат понатаму со комплетирање на аранжманот што истекува во јануари 2013 година. За после, колеги, да не излегуваат изјави и брифинзи од ММФ дека се шокирани од тоа дека власта ги лажала дека ќе повлече толку пари од Deutsche Bank, а повлекла од нам познати или непознати причини само 75 милиони евра. Вице-премиерот Ставлевски во една од дебатите овде во Собранието Република Македонија ги обвини пратениците на опозицијата дека сме кажувале дека ако критикуваме трошењето на власта на првите пари дојде од ММФ, со тоа го критикуваме ММФ и правиме штета меѓународна за Република Македонија. Во стилот на буквално панаѓурско однесување на министер Ставлевски, со овие изјави, со овој извештај на ММФ кој што објавен, покажува дека власта е таа која што го манипулира ММФ, власта е таа која што манипулира опозицијата, власта е таа која што го манипулира домашниот приватен сектор и сите граѓани на Република Македонија. Ова е, почитувани колеги, огромна манипулација и јас ви тврдам дека на овој закон за позајмување ќе се прекрши целиот кредибилитет на Република Македонија за идно задолжување. А сето почна многу убаво на почетокот на 2012 со една велелепна проекција на министер Ставлевски дека Македонија ќе има проектиран раст за 2012 година од 4,5%. Тогаш не помага сугестиите од ММФ дека Македонија нема да има повеќе од 2%. Ставлевски пред очите на сите лажеше дека свесно лажеше дека Македонија ќе успее да одржи 4,5%. По старата, повторно кажувам, мангупска панаѓурска логика, ќе им давам сигнал со тоа на фирмите, ќе им давам сигнал на граѓаните, ќе им давам сигнал на странските инвеститори да инвестираат во Македонија. Почитувани колеги, сега сме веќе на почеток на јули. Нема инвестиции во Македонија, имаме огромен пад на БДП, пад на индустријско производство, пад на земјоделско производство. Овие лажни надежи, почитувани колеги, не се само во оваа област. Владата Никола Груевски лично и премиерот Ставлевски станаа најголемите манипуланти во историјата на македонската понова држава. Само ќе подсетам како Никола Груевски ги лажеше млекарите кога сликаше со Свет Милк, со криминалците, купувајте крави, ќе има скапо млеко. За после оние што дигнаа глас против, да ги стави во затвор, да ги манипулира, да ги обвинува дека се корисници или негувачи на дрога. Ќе подсетам како Груевски ги лажеше тутунарите од Прилеп, Долнанска општина, сајде тутун висока е цената за лани да му излезат на протест, бидејќи не може да се постигне сумата на тутунот. Ќе подсетам како ги лажеше Груевски луѓето што добиваат ориз во Кочани, Чашки и во другите области, дека цената ќе биде висока, да повторам 24 дена е цената на оризот во моментот во Република Македонија. Почитувани колеги, Македонија во последните 6 години стана богата држава, со огромен буџет, со плафониран буџет, со најсиромашни граѓани во цела Европа и пошироко. Нашата власт, потикната од по дефиниција бојшевичка логика на редистрибуција на парите, да собира голем буџет и после да го редистрибуира, тоа е целата економска политика на оваа влада, се одлучи да не инвестира во време на криза во инфраструктура, во гасификација, да подсетам главните поенти од изборните програми и во идните изборни програми на СДСМ, туку се одлучи да инвестира во проектот Скопје 2014 и во небулозни други проекти што имаат никаква врска со економскиот раст. За потоа слушнеме Никола Груевски како во интервју кажува: ете, ме критикуваа сите за 350 до сега милиони евра потрошени од Скопје 2014, па сега се сликаат. Па господине премиер, зашто се сликаат тие луѓе? Од тоа ли ќе генерираме економски раст? Од батериите за фотоапаратите ќе генерираме економски раст? Од пивото што го испијат луѓето на пред Белистер ќе генерираме економски раст? Тотална забуна и тотална илузија е дека Македонија со оваа влада, со ваква манипулантска економска политика, која што постојано дава погрешни сигнали кон сите засегнати страни, дека ние ќе можеме да имаме економски раст. Затоа, почитувани колеги, ви тврдам, и тоа многу добро го знае вице-премиерот Ставлевски, бидејќи не се дрза да се појави овде да го брани овој осакатен кредит од Deutsche Bank, ви тврдам дека од денеска па натаму
Кредитот на оваа влада во поглед на економските проекции е комплетно нарушен. Што и да каже Ставлевски, што и да каже Никола Груевски, никој веќе не им верува. Благодарам. Благодарам, господин